Ајде да си поставиме едно прашање. Што ако се што сме научиле за парите, всушност е погрешно? Денес ќе се нурнеме длабоко во идеите на една од, па можеби највлијателните книги за лични финансии некогаш напишана "Богат татко, сиромав татко" од Роберт Киосаки. Ќе откриеме филозофијата која без претерување има сменето милиони животи низ светот. И веднаш, уште на почетокот, се соочуваме со еден фундаментален конфликт. Од едната страна, го имаме оној добропознат совет: оди на училиште, најди сигурна работа. Тоа е светот на сиромавиот татко. А од другата, еден сосема поинаков поглед на светот. Богатиот татко вели, бизнисот и инвестициите се слобода. Значи, не се работи само за пари, туку за слобода. Тукму оваа разлика во размислувањето е срцето на целата книга. Добро, ајде да видиме што не чека денес. Ќе поминеме низ 5 клучни лекции. Прво, двајца татковци, два света. Потоа, славната лекција за активи и пасиви. Трето, како парите да работат за нас. Четврто, зошто вештините се поважни од платата. И на крај, како сето ова се спојува на патот кон финансиската слобода. Ајде да почнеме. Значи, влегуваме во првата тема. Двајца татковци, два света. Целата приказна се врти околу овие две фигури. Од една страна, го имаме биолошкиот татко на авторот, кога тој го нарекува сиромавиот татко. Човекот бил високо образован, имал одлична работа, но, парадоксално, цел живот се мачел со пари. А од другата страна, го имаме богатиот татко, таткото на неговиот најдобар пријател. Тој бил предприемач и го научил на лекции кои па едноставно не се учат во ниедно училиште. И тука доаѓаме до една од клучните идеи на богатиот татко. Финансиската писменост е поважна од високата плата. Зошто? Па затоа што тој верувал дека целиот наш образовен систем има една огромна дупка. Учиме се и сешто, но никој не учи за даноци, за инвестирање, за тоа како да создадеме пасивен приход, а токму тоа се реално вештините што се потребни за да се изгради вистинско, долгорочно богатство. Добро, сега доаѓаме до нешто што е веројатно најпознатиот концепт од целата книга. Ако треба да се запомни само една работа од Богат татко, сиромав татко, тоа е ова. Ова е темелот на целата негова философија. И дефиницијата е, верувале или не, неверојатно едноставна. Актив е се што става пари во џебот. Толку е просто. Размислете за тоа како мала машина за пари. Тоа може да биде акција што носи дивиденда, стан што се издава, било што генерира приход без постојано да се работи за него. А сега, спротивното. Што е пасив? Исто толку едноставно. Се што вади пари од џебот. Тоа е се што создава трошоци. Кредит за автомобил, најновиот телефон, скапи работи. Ова е всушност стапицата во која многумина паѓаат, мислејќи дека купуваат нешто вредно, а всушност купуваат обврска. И еве го класичниот пример што на многимина им го менува начинот на размислување. Куќата во која се живее. Сите мислиме дека тоа е нашиот најголем актив, нели? Епа, според оваа логика, таа е пасив. Зошто? Затоа што секој месец вади пари од џебот, за кредит, за сметки, за одржување. Но што ако си има стан кој се издава? Тоа е веќе друго. Тој стан станува актив, бидејќи секој месец носи пари. Разликата е, огромна, кога ќе се размисли. И сето ова не води до овој цитат. Богатите купуваат активи. Сиромашните и средната класа купуваат пасиви за кои мислат дека се активи. Ова е можеби најважната реченица во целата книга. Целата разлика, вели Киосаки, се сведува на ова. Каде одат парите? Дали се насочуваат кон работи што прават уште пари или кон работи што само ги трошат? Океј, откако ја разбравме разликата меѓу активи и пасиви, ајде да го направиме следниот чекор. Сега зборуваме за една голема промена во начинот на размислување како да се премине од вработен во собственик. Како парите да почнат да работат за нас. И тука се поставува едно навистина провокативно прашање. Зошто богатите не работат за пари? Звучи чудно, нели? Ако не работат за пари, тогаш што точно прават? Од каде доаѓа целото тоа богатство? Одговорот е толку едноставен, а истовремено толку моќен. Тие не работат за пари, затоа што прават парите да работат за нив. Разликата е во тоа што тие не го разменуваат своето време за плата. Наместо тоа го вложуваат времето во градење системи, а еднаш кога системот е изграден, тој работи за нив. 24/7, дури додека спијат. Па, како изгледаат тие системи во пракса?
Еве неколку примери. Тоа може да биде бизнис со вработени кој функционира и без газдите да се тамо секој ден. Може да бидат инвестиции, акции, обврзници што носат пасивен приход. Може да биде онлайн систем како веб страница или канал што генерира приход, дури авторски права и лиценци. Значи целата поента е да се создаде нешто што носи пари без да се зависи од секојдневниот труд. Ајде да продолжиме со следната голема идеја, а таа е за долгорочната игра. Вештини пред плата. Ова е клучно. Поентата е дека треба да се работи за да се научи, а не само за да се заработи. Платата е краткорочна, вештините се долгорочни. А кои се највредните вештини? Според Киосаки, тоа се продажба и маркетинг. И еве зошто. Тој вели дека светот е полн со талентирани луѓе, брилјантни доктори, неверојатни уметници, гениални инженери, кои сепак се мачат со пари. Проблемот не е во нивниот талент. Проблемот е што не знаат како да ја продадат својата вредност. Значи, способноста да се продаде е она што ја претвора вештината во вистински приход. И ова не носи до уште една огромна разлика во менталитетот. Ставот на сиромавиот татко избегнува и ризик по секоја цена. Биди сигурен, ставот на богатиот татко научи да управуваш со ризикот. Тој не вели да се биде непромислен. Вели да се научи играта. Едниот пристап води кон стагнација, кон тоа да се остане на сигурно, но и на мало. Другиот отвора врата кон огромни можности. Значи не се работи за избегнување, туку за менаџирање на ризикот. Добро, ги поминавме главните лекции. И сега како да го споиме сето ова? Како се стигнува до таа финансиска слобода? На крајот на денот се сведува на усвојување на начинот на размислување на богатиот татко. Еве еден совршен пример за таа разлика во размислувањето. Сиромашниот начин на размислување вели: не можам да си го дозволам тоа. Крај на приказната, умот се затвора. Но богатиот начин на размислување поставува прашање: како можам да си го дозволам тоа? И одеднаш умот се отвора, почнува да бара решенија, да биде креативен, да бара можности. Ова мала промена во јазикот, всушност е огромна промена во перспективата. И со ова доаѓаме до финалната, најважна поента. Финансискиот успех не е резултат на тоа колку пари се заработуваат. Може да се има огромна плата и пак да се биде на нула. Успехот е резултат на тоа колку пари се задржуваат и, што е уште поважно, во што се вложуваат. Дали се вложуваат во активи или во пасиви? Тоа е прашањето. И за крај, сакаме да оставиме едно прашање да одекнува. Наместо да се каже, не можам да си го дозволам тоа, што би се случило ако секогаш се почне со прашањето, како можам да си го дозволам ова? Замислете, секој голем трошок, секоја голема желба, да не биде пречка, туку предизвик. Предизвик да се стане покреативен, да се најде нов начин, да се создаде нов извор на приход за да се оствари целта. Што мислите? Што би се сменило тогаш? Размислете за тоа.